Да. Прва година вие пастарци не знаете вече. Добро. Особено ми е драго, затоа што Лазар и Мартин се ученици од Никола Карев. Мои драги. Не е Што? Не. Добро, јас се извинувам, тоа тука од вежбачите мои со тие што сум работала и се надевам дека денеска тие ќе уживаат. Не, нашето присуство ние веќе секако се знае дека ќе уживаме во него. Јас ги чекам учениците од јазично уметничко подрачје кои што се на драма, и тие инсистираа ги извадив од еден друг час, затоа што многу ви се израдуваа кога слушнаа дека ќе дојдете и мислам дека ајде. Или уште некој да остана врата од љева? Не знам, не знам. Софистицирана генерација ќе бегаме во странство као. Сега го представи професорот и неговите студенти, ве очекуваме да дојдете, да замолив телефоните мобилни, се надевам дека не се исклучени, затоа што доаѓате од час, така што можеме да почнеме, професорот, кога ќе бидете подготвени. Добро. Јас искам да вас страна ќе. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Театарот е цивилизацијски феномен и во Македонија, слава на Господа, на вистина долго време се игра театар. Непрекинато. 4500 години. Ако судиме според Колкинскиот неолитски театар, 2000 години пред Исус, Дионисовиот театар 500 години пред Исус, Скомрахите и денешните македонски театри, македонските антички театри, на вистина театарот е место кое можеме да речеме, Ежен Борз да го нарекува македонски фестивал во антиката. Почнувал со песни, со ора, со поезија и обврзно, вели тој, завршувал со театар. Јас сум професор Тихомир Стојановски од Факултетот за драмски уметности. Предавам сценски говор. Ова се студентите од прва година, прв семестар, во класата на Зоја Бузалковска и асистент Александр Степановски, мојот асистент е Никола Настевски. Тие денеска прв пат настапуваат јавно, значи пред публика, со задача што им е дадена на факултетот. Овие предиспитни задачи настапи во гимназија ги оведовме 10 години наназад и на вистина се можне полезни за нив и за вас. Нив им помагаат да се ослободат, потоа им е полесно на испитот и би ве замолил да бидете тивки, да ги исклучите телефоните, да ги слушате внимателно, да им помогнете да положат совесно. На библиотеката ти подарувам 2 книги, а тие сега ќе ја подарат својата љубов, бидејќи базично толкувајќи го театарот, јас подразбирам теа, место за гледање и атер, место каде што се прави атер, место каде што се дарува својата љубов. Развејте ги варијациите ваши на првите цидини, а сега продолжите. Едно време имаше еден сиромак човек. Беше многу мераклија за секоја работа, имаше 3 синови. Жената му се разболе тешка болка, што то лежеше до 3 години. Тој колку сиромак беше, уште повеќе сиромак се чини. Ама на друг не се молеше. Гладен легнуваше и зутри настануваше и на Бога му се молеше, за да здравија да му дава на него и на жената. И Бог даде.
примим на мражената му и полека оздравел, се чини Харон. Тогаш тој му вели на децата: Абре, синко, вие сега се чините коджамити јунаци. Идите да се главите на некој чарбаджи и да се наситите леп. Вие да земате хак да ме храните и меника со смајката. Тогаш децата му рекоха: Да идеме, тате, да се главиме като што велиш, ама да не ме тераш до 3 години. Че ние дур да не добиеме пари, не ќе дојдеме. Тогаш децата му рекоха: Да идеме, тате, да добиеме пари. Татко ми им брати: Да идете, синко, и Бог да даде да добиете като што сакате и така да дојдете при мене. Тогаш децата, като чуха така, татко ми и тројцата сплзнаха ръка и излезоха од татковата им къща. Кинисаха и тројцата да дерат късмет, да се глават. Неголемиот на едно село се пати говедар, да паси селски говеда и останал таму. Двамината кинисаха оттаму, ходиха на многу села и градови. Така и средниот брат најде еден чорбаджија се глави да море на нивите. Немалкиот, като знаеше малко да пише, отиде на еден голем базирјанин се глави таксилдарин да му бере берисанта по далечните места. Така базирјанинот му купи еден харен конј, му даде тефтерите киниса и тој. Отиде на една касаба кондиса на ханот. Отвори тефтерите, виде оние таму што беха писани, човеците ги викне и им вели: Господари мои, вие што благовате на мој господар ето толку гроша, максус за вас сум дошол да ме платите и пак да ви ја вратата отворена. Оние човеци, като чуха така, му рекоха на граматикот: Ба, господине, не требуваше тинака да дојдеш на нас, ние сакахме да дојдеме. Ама сега што си дошол до тука и ние хазарги имаме парите, ќе ти ги платиме. Туку стани од тука, му вели едниот. Ела да идеме во мојата къща да седиш да чиниш такса од тие пари. Немој седиш тука на ханот, че тука е лошо место. Има ѓаволи хајдути да не ти чинат нешто. Тогаш тој инака му вели: Вие идете, ви се молам да докарате парите што благовате и за онова немој грижа имате. Тогаш и оние други му не рекоха, ами отидоха, секој парите што благоваше му ги дадоха и секој си зема подпис од неговата ръка. Тојнак, като собра толку пари, се чини товарот. Од неколку дни сетне кинеса да иде на друг град за да бере верисента. И како отиваше на пъто, во една гора голема, не го стрете еден гол човек и му вели: Дека одиш така, бе, побратиме? Тој му одговори: Идам да берам верисента од таа касаба тука што се гледа. И му вели на голиот: Ами тинака дека ќе одиш така гол? Јазе, братко, като тебе бех таксилдарин. И ме најдоха едно хајдуци, ме соблекоха и ме земаха сичко, и сега ми е страм како да излезам пред господарот ми и пред човеците и затова хода по тая гора. Пак го пита: Ами сега дека се оние хајдуци што те соблекоха? Голиот му вели: Ох, братко, не се далеко. Ето тука од за таа планина се. Љу ти се молам, врни се назад. Барем ти да не патиш ништо, зашто они се лоши човеци, да не те отепат. Тогаш тој извади од дисакот му еден такъм поветки дрехи, му ги даде на голиот и му вели: Нати, братко, тие дрехи, облечи се, јела и тинака со мене да идеме на хајдуците. Ќе се бореме со них, и они душа имат и ние. А голиот му вели: Братко, колку за дрехите што ми ги даде да се облека, благодарам ти. Ама за назад не мога да се врна, че се уплаших многу. Јас ти се молам, немој хождаш на врх вълкот јагне. Тој не послуша на голиот што му рече. Ами еднош стори ние ти киниса на пътот да иде. Љу приближи на онова место дека беха хајдуците, извади сабјата му, на ръката му ја држал и фати да вика како лут. Като чуха хајдуците, излезоха на пътот пред него 9. Му велат: Дека ти идеш пред ти побратимета, така викаш. Не знаеш ли, че тука има 9 браќа хајдуци, што не остават човек да помине през тука без да му земат што има на дисакот му? А тој со много јако срце им рече: Еј бре, вие 9 браќа хајдуци, вие многу души изгорехте, ама мојта душа кола и не изгорева. И роди се на врх тех и посече од нив осумина. Остана
еден од 9 и фана се с него да се бори тъкмо 3 дена и 3 ноќи, дури овој Аман му рече: братко, познах, че си појунак од мене и за тоа ти се молам да ме оставиш жив, да ти покажам дек се нашите магазии, да земеш злато и сребро колко што сакаш. И го остави жив. Киниса заедно на врх на една гора. Тамо беха магазиите на 9 хајдути. Кога отвори хајдутинот магазиите, што да види граматикот? Шестиса со столку имање што имаше во оние магазии. И тогаш му вели на хајдутинот: братко, сега да те питам. Дори кога сакахте да горите сиромашки души, и за кого го собрахте това имање? Од човеци го собраме, на ѓавола го даваме. Като чу така, извади сабјата, го закла и него и му велеше: на ѓавола го давате. И го чини мрка по мрка. Тогаш пак заклучи магазиите без да земе еден дукат нешто. Киниса отиде на онаја касава што имаше работа и кога шеташе по чаршијата, чуеше што се благодарија гражданите, велеа: Господ да прости татка му и мајка му он што чини таа харнотија, што ги утепа тие хајдуци. Аман земјата ни изгорева. Тој не каза ништо на гражданите, мисал работата си гледаше. Така сетне викна оние човеците што имаше од нив да зема и вели: братија мои, јас ја дојдох тука. Ви се молам една нога понапред да ми платите парите што благодавате на мој господарот, че има толку време, близу 2 години како сте земали мајњето. Тогаш они му велат: ах, брате, и ние инкер не чиниме што не сме земали мајње од твој господар. Ама што да чиним, че кога идеме тука на гората, излезоа 9 мине хајдути, не се облекоа, ни го земаа сичко тој мајње и од умирало што куртелисаме пак берикјат. И ние парите инкер не ги чиниме, ги дадеме, ама на това час немаме. Ем сега чуеме, че хајдутите ги отепаа 8 души. Бог да прости татка му и мајка му што чини таа работа, ама и другиот да го испастреше беше поарно. Тогаш тој, за да се покаже, че тој чини таа работа, и вели на оние човеци: ви се молам, нека иде еден човек да викне ко џабашијата и оде снафите по еден мајстор. Сакам да им кажам по една лакрти. Заедно еден стане и отиде, викне ко џабашијата и оде снафите по еден мајстор, тој тоа сички пред него. Тогаш тој вели на сички: Брате, јас дојдох тука да ви кажам, че дојдох тука. Имам да земувам толку 1000 гроши од тие човеци. Они ми се плачат, че хајдути го земаха имањето, та сега немат да ми платат. Та да ви кажам кој ги отепам, а ми е страх да не страдам нешто. Тоаш ко џабашијата му вели: немој те е страх, че нема ништо да страдаш, и кажи кој ги отепа. Тогаш и јунакот му вели: братја мои, јас сам ги отепако, сам те мина за еднош и со семниот 3 дена и 3 ноќи се борех. Тогаш ме зема, ме закара во магазијата дека имат имањето. Сакаше да ми даде злато и сребро за да му башладисам животот. Ама јас и него љуб при магазијата го чиних мрка по мрка. Ето и клучот од магазијата е да верувате похарно, стахнете да идете во гората и секој нека си земе имањето. Тога станаха сички, отидоха с него во гората право на магазијата. Отвори тој нака вратата и влегоха внетре сички. Кога видоха, секој си посна имањето. Алтани, джифаери, злато, имаше таму безброј. Закараха назад во градот и кога чуха гражданите, че тој ги отепа хајдутите, немаха се с кој слава да слават и да проштават мајка му и татко. Като чу царот неговото јунаштво, го зема на конакот и му вели: синко, една мома имам. Ела да те чинам зет и да те имам като чедо. Кога ќе умрам, ти нака да останеш на моето место цар. Тогаш јунакот му вели: многу лет наја, цар. Еве, че јас има 3 години како излегох од танковата викашта и се глави во еден базирѓанин. Он ме прати да му берам вери сента што има да земува од секаде, да се случи да дојдам и во тој град. Тихи се излегоха тие хајдути на гората и Господ ми помогна да се борех со нив и ги утепах. Така се молам на тебе, цар, да ме оставиш, да идам на господарот ми да му захарам тие вереси што му собрах од човеците. Че и он не знае дека се нахождам, и ако е късмет пак, јас да се чинам твој зет. Като чу така, царот извади многу дарови. Му даде на јунакот и го прати дори вънка од конакот. И тој се прости со сичките граждани. И така Кини се виде на господарот. Като идеше на пътот, при една река најде една змија многу голема.
Сакаше да изеде една жена со двете млки. Жената, уште оддалеку като го виде, јунакот пати да го вика. Скоро трчи, братко, да ми отемниш од таја душманка. Че ќе ми изеде и меника и двете ми млки. Като чутака, јунакот като арслан рипна наврх змијата, извади сабијата ја закола. И дој да стигне да ја заколи, едното млко го изеде. И дој да го гълтне, тој со сабијата ја распорна змијата, го извади млкото живо. Тогаш онаја жена од радост се чудеше што да чини, како да му благодари на јунакот и му вели. Јунак, милин синко, ти на това добро, што ми направи на меника, јас се немам со што да го поврнам. Туку Господ, синко, што љуби срце ти да ти даде. Јунакот се благодари од таја реч. Извади една шепа алтни, даде на двете млки на жената и рече: оставам те со здравје, мајко. И кини се оттам. На 2-3 дена достигна до господарот. И като одеше на дома му, господарот не може да го познае јунакот, че се чини мошне дебел на снагата. Ама тој ја излезе од конјот, заедно зема тисакот и тефтерите, му даде хасапот на господарот, като требуваше. Тогаш овој се благодари и рече: Да те питам, јуначе, сега 3 години на чуздина како се поминал? И тој тогаш пати му каза всичко како се чини. Како отепа 9 на хајдуци, како на пътот отепа змијата и отемна онаја жена с двете малки на реката. И като царот сакаше да го чини зет, му даде толку дарови драгоцени. Като чу така, господарот многу се зарадува. Че има таков јунак таксилда, извади за 3 години му даде хакот 6000 алтер. И го примоли пак да го пусне на друго такси да му бере верисента. Тој като не сакаше да иде. Ама нехте и да расипе и хатерот на господарот, така сетне му рече: дека повелиш, господар мој, да идам. Пиши ми тефтерот од кој луѓе имаш да земуваш пари. Господарот седна зачасно, чини тефтерот му го даде, тој го зема и отиде на морето. Најде гемија се пазари со гемиџијата за неколку дни да го извади на една ада, че таму имаше едно село неколку луѓе да земува пари. Като кини се гемијата в морето, неколку дена харно ходеше мирно. Еден ден оддека излезе една фуртуна толку, штото ја дигна гемијата едно минаре горе и ја удираше на морето. Се уплашиха всички таму да не се удават. Станаха всички на молба да се молат на Бога. Стана и тој јунак и љупати он да се моли. И фуртуната папса се намири морето като напред. Като виде гемиџијата, многу неихтибар го имал јунакот. Така го викна не на трапеза да јадат двата. Многу го милуваше като брат. И со неколку дни излезе на онаја ада. Како излезе јунакот од гемијата, многу се нажали гемиџијата за него. Като отиде на онова село дека имаше да зема парите, пусна еден човек да се научи, за нош пита за човеците, дали таму се, и се научи харно. Ча таму се. Пусна човек да ги доведе при него, тие ја чука, че има јунак таксил Максус за них, станаха, книсаха, каде беше он кондисан, чиниха здраво, живо сос него. Тогаш тој му рече за парите. И они извадиха, му дадоха колку што му благоваха. Като сврши тој работата му од оноја ада, стана да отиде на друго место. И като сврши сичката му работа, стана да отиде при морето, да најде гемиџија за да излезе пак на господарот. Тој ги отиде при морето и најде пак оне гемиџија, негов побратим. Како се познаха таму, знаете колку радост се чини меѓу нив. И така влезе во гемијата и од неколку дни сетна мислеха да си идат. Истом отидоха во среда морето. Ја да гледаат еден човек. Една дъска имаше под него и се бореше со страшните далги во морето. Като го видоха оддалеку, го пожалиха, че сакаше да се удари. И тогаш гемиџијата му рече на тој граматик: Господине, да пуснеме една шајка со едно въже, да го земеме тој човек. А тој заеднаш одговори: Ами оште стоиш? И така гемиџијата пусна една шајка со едно въже каде човекот. Човекот като виде шајката влезе во неа. И они го теглиха и го земаха нетре во гемијата. И го видоха. Сички што беха во гемијата се уплашиха од него. Зашто не беше човек като нив? Ами тој беше див като жива чума.
Устата му била крива и отворена. Очите му црвени като жар. Ръцете му като коси што косат пчелите. Ногти што имаше като ченгери. И като видели, че се уплашиха, тој заеднош му вели на химеджијата: Господине, јас като бех на морето, вие што рекохте, че ќе се удавам? Јас не се удавам. Тој ми е занајатот на мене. Ама што ме докарахте во корабо не тре, скоро да ми дадете да јам, че можам да сум гладен. И не ме гледај кеварски манџи. Што да е, јам, че мојот стомак носи секаква јастија. Като чу така гемеджијата не одговори ништо. Влезе во одајата му и му вели на другите: Ами сега се раце? Како да чиниме со тој дивик што то ние сами го земахме? Ами тој и не ска да изеде. Пак тој познаваше што превека пати да вика: Скоро јадење, че огладне. Тогаш му извадиха јадење. За 5 мина јастија му дадоха. Го изеде и пак викна: Гладен сум, дајте ми да јам. Пак му дадоха толку, пак се не насити. Ми фати еден човек од гемијата го изеде. Като видеха така другите гемиџии, земај сички кој сабја, кој дрво јуштиса на врх него да го отепа. Тој колку удираха, тој хабер немаше. И еднош, салди са пред нив со сноптите му еден човек, го расфорна и го изеде. Като видеха тие, така се уплашиха и се тргнаха назад. И видоха, че не могат да излезат наглава со таков еден див душман. И ми фатиха веќе на Бога да се молат да го чини дефот таму. После 2-3 сати грмеш се чини на небото и падна тешка мъгла. И небото се заоблачи толку што го чини темно. И така во темното дојде друг еден човек. Го стигна од гемијата душманинот и го удри нетре во морето. И като немаше дъската с него да плива, се удави во морето. Тој като видеха така гемиџиите, всички славеха Господа што ги отемна од таков еден див душманин. Ој, се чини харно време, а? После 3-4 дни излезоха на крајот. Тога, зема дискот со спарите му и со стефтерите, отиде на господаровата кашта. И како го виде господарот, со многу скорост излезе и го призема, со многу радост и фати да го пита како промине со морето. И тогаш тој му вели: Ох, Господине, излего харно и собрах се што пишеше во тефтерот. Ама сега на врнување без мра се куртулисах од умирачката. И му каза сичко како поминал со гемијата во горниот душманин и како излегла ламјата и морето и се. А като чу господарот му, се почуди и фати да плаче. Таму вели на граматико: Апре, синко, заради мене толку што си се теглил, тие пари што бере од таму да се твои. Халал нека ти се за твоето юнаштво. А сега ако сакаш седи тука со сменика да ти имам като чедо, да те оженам со една чорбаџиска девојка. И тогаш он му вели на господарот му: Ох, Господине, благодарам ти за таа работа што ми велиш, ама јас имам 7 години како не сум видел татка ми, мајка ми и братите. Не знам дали се живи или умреха. Сакам веќе да си идам на татковината. Като чу господарот му даде еден харем коњи, пари, безброј и други дарови и го испрати дури вънка од градот. Като што стигна на татковата му кшта, ќе виде братите, седеха таму. Татко му и мајка му беха умрели. А седна заедно со братите му и се плачеше за нив дори да беше жив. Се. Нели рековме песна на крај? Назад, назад, калино ме, немој да одиш по мене. Крајна си има висока гора, не ќе можеш да ја
Заборавивме да кажеме дека оригиналот е диалектен и тие секој се прилагодува на диалектот. Сега повелете ако имате некое прашање кој ви интересира од факултетот или за приемен испит, повелете. Сакаме да се порадиме. Зашто?